18 јануари 2026 година, во неделата пред Богојавление на празникот Водокрст и мачениците Теопемт и Теона, неговото високо преосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиски и новозеландски господин Петар богослужеше света архиерейска литургија, а потоа и голема празнична вечерна на празникот Крштевање Господово Богојавление и изврши голем богојавленски водосвет во храмот Свети Климент Охридски во Порт Кембла. Верниот народ се причести со светите Христови тајни, а потоа беше послужена трпеза на љубовта. Во попладневните часови архиереот изврши канонска посета на македонскиот православен манастир Света Петка во Кембла Гренч во Нов Јужен Велс и ги проследи последните активности, доградби и уредување на манастирот од страна на црковното настојателство. Верниците од оваа црковна општина му го честитаат 30 годишниот јубилеј на митрополитот Петар. Вечерта на 19 јануари 2026 година во храмот Соборна Пресвета Богородица во Аделаид, Јужна Австралија, неговото високо превосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар богослужеше вечерна богослужба. Утрото на 20 јануари, кога се слави соборот на светиот пророк и претеча Јован, митрополитот господин Петар богослужеше утрена и света архиерейска литургија во сослужение со парохискиот свештеник протоереј Јованчо Сумрачки. На литургијата присуствуваше и монахињата од манастирот Илајн од Викторија на Српската православна црква, монахињата Ана. Верниот народ се причести со светите Христови тајни, а потоа беше послужена трпеза на љубовта. Верниците од оваа црковна општина му го честитаа 30 годишниот јубилеј на митрополитот и се помолија за негово здравје и спасение. На 15 јануари 2026 година, неговото високо преосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор австралиски и новозеландски господин Петар изврши канонска посета на македонската црква Света Троица во Сатерланд на гробиштата Воронора во Сиднеј. Храмот е уникатен, изграден во македонски архитектонски стил, осветен од владиката Петар. Последно беше извршена доградба, а за таа доградба да профункционира и да се богослужи во храмот, требаше и посебна дозвола. По добивањето на дозволата во овој македонски храм на гробиштата во Воронора, Сатерланд, но и со благослов на архиереот митрополитот господин Петар, редовно се богослужи, бидејќи на овие гробишта почиваат најмногу македонци. Во Австралија, на гробиштата во Воронора, сконцентрирани се најмногу македонски православни гробови од нашите сонародници по крв и вера од Македонија. Исто така, по лична заложба на владиката Петар, пред црквата е поставена табла со надпис на англиски јазик. Преку ноќта имаше Павле видение. Стоеше пред него еден човек македонец кој го молеше и му велеше: "Премини во Македонија и помогни ни." По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. Пишува на таблата на англиски јазик. Архиереот митрополитот господин Петар се помоли за душите на сите починати македонци на петтиот континент. Во блажено успение и вечен покој подај Господи на сите одвека представени православни христијани македонци, знаени и незнаени, и направи им го споменот да им биде вечен. Вечна ја памјат, вечен спомен, вечен спомен. На 19 јануари 2026 година, на празникот Богојавление Водици, на покана на митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор австралиски и новозеландски господин Петар во црквата Света Богородица Пречиста во Ливерпул, Сиднеј, во зарати на братска посета и сослужуваше неговото високо преосвештенство митрополитот австралиски и новозеландски од Српската православна црква господин Силуан.
Специфичен момент во литургијата беше тоа што протоѓаконот на Српската црква, инаку роден брат на митрополитот Силуан, кој е прекрасен бас баритон, го прочита Евангелието на македонски јазик, без ниту една грешка, и тоа предизвика дополнителна радост кај присутните македонски верници. Потоа верниот народ се причести со светите Христови тајни. Заедничарењето на двајцата архиереи заедно со свештенството беше дочекано со голема духовна радост од верниот народ на двете сестрински цркви, на Богојавление во Македонската црква Света Богородица Пречиста во Ливерпул и на Василица во Српската црква Свети Георгиј во Кабрамата. На празникот Обрезание Господово и првиот ден од новата година, во среда на 14 јануари 2026 година, на покана на високопреосвештениот митрополит австралиски господин Силуан од Српската православна црква, неговото високопревосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор австралиско-новозеландски господин Петар, кој се наоѓа во посета на својата паства во Австралија, литургиски сослужуваше во соборниот храм на светиот великомаченик Георгиј во Кабрамата. Сослужуваше свештенството и свештеномонаштвото на австралиската митрополија на Српската црква, како и свештенството од Македонската православна црква. Со благослов на митрополитот Силуан, литургиската беседа вдахновено ја одржа протоиерей Ставрофор Вајо Јовиќ, гостин од архиепископијата Белградско-Карловачка, говорејќи за богословието на денешниот Господов празник, како и за пребогатото духовно наследство и поуките на Свети Василий Велики. На архиерејското слово и коленопреклоната молитва за предстојното ново лето Господово се придружија свештенството и верниот народ собрани на Светата литургија. Во завршниот дел од Светата литургија, архиереите разменија меѓусебни поздравни зборови и потсетија на радосниот настан на помирувањето која зацврсти меѓусебната братска христијанска љубов, заедничката молитва и ја зајакна црковната мисија, особено во дијаспората. По литургијата беше приредена трпеза на љубовта во црковната сала. За време на собранието, митрополитите уште еднаш упатија меѓусебни зборови за добре дојде, благодарност и поздрави. Празничната и радосна атмосфера ја надополни изведбата на црковни пригодни празнични песни. Во таа пригода беше најавено следното заедничко богослужење за празникот Богојавление во храмот Света Пречиста во Ливерпул, Австралија. Вечерта на 14 јануари 2026 година, пред празненството на Богојавление, кога се прославува споменот на Свети Силвестер и на Свети Серафим Саровски, на покана на архиепископот господин Василий, надлежниот архиереј на Антиохиската архиепископија за Австралија, Нов Зеланд и Филипините, од црковната општина Свети Никола во Бенкстаун, Сиднеј, како и поканата од парохискиот свештеник прота Митко Мачевски, македонец по потекло од село Рате во Беровско. Неговото високо превосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар богослужеше вечерна богослужба. Оваа црковна општина е под духовна јурисдикција на Антиохиската патријаршија во Дамаск, Сирија, но со благослов на архиепископот господин Василий се раководи по стариот јулијански календар и се богослужи на црковнословенски и македонски јазик. Архиепископот Василий, протоиерей Митко Мачевски и останатите свештенослужители од Антиохиската црква, како и верниците, му посакаа топло добре дојде на митрополитот Петар и му го честитаа јубилеот, 30 години архиереј во Австралија и Нов Зеланд, а сите заедно благочестиво му се помолија на Господа Спасителот Исуса Христа. На 4 јануари 2026 година во манастирот Свети Наум Охридски во Роклин, по повод патрониот празник, во сослужение на неколкумина свештеници од Мелбурн, се богослужеше вечерна богослужба.
По вечерната во манастирската трпезарија од овогодинешните домакини беше послужена и трпеза на љубовта. Наредниот ден, на 5 јануари, во манастирот Свети Наум Охридски во Роклин, Викторија, митрополитот Преспанско-Пелагониски, администратор австралиско-новозеландски господин Петар, богослужеше света божествена литургија во сослужение со свештеници од епархијата. На литургијата, митрополитот Петар го ракоположи во ѓаконски чин Мајкл Паблески од Мелбурн, кој беше повеќегодишен вероучител, чтец и прислужник во црквата Свети Илија во Фуцкрај, а вела дека се одликува со голема побожност и вера, но и со неизмерна скромност. Во известувањето од епархијата се вели: на ѓаконот Мајкл Паблески му го честитаме чинот во кој е ракоположен, да го носи со чист и бел образ и достојно да му служи на Бога и својот верен македонски народ. Достоен. На 8 јануари 2026 година во соборниот храм на Австралиско-новозеландската епархија на Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица во Сиденхам, Мелбурн, беше отслужена вечерна богослужба и одржана свечена прослава по повод 30 годишниот јубилеј на митрополитот господин Петар како надлежен архиереј на Австралиско-новозеландската епархија. По тој повод беше осветена и новоизградената Света Митрополија во Мелбурн. Во соопштението од епархијата се изразува благодарност кон неговото високо превосвештенство за трудот и љубовта правилно да се стои на патот на непоколебливата вистина. Од епархијата му посакуваат Господ да го умудрува, укрепува и да го преумножува трудот во неговите раце, се вели во соопштението.